На петтиот ден од прекинот на главната водоводна цевка во селото Градец Виничко, жителите конечно добија вода за пиење. Дефектот е отстранет и водоснабдувањето засега е нормализирано. Сепак, селаните се сомневаат оти ситуацијата може да им се повтори, со оглед што тешките 30-тонски камиони кои носат огревно дрво од планината и понатаму поминуваат преку доводната линија. Како реакција по објавената информација на Канал 8 за недостигот од вода, од надлежните во општината била испратена и една цистерна за да се ублажи состојбата. Сепак, жителите на Градец велат дека проблемите со водоснабдувањето не се единствената мака што ја имаат. Неизграденоста на улиците во селото исто така е приоритет за кој зборуваат со револт, затоа што повеќе од 2 децении немало никаква интервенција во сообраќајната инфраструктура. Овие општинарите немаат слух за тука, више лажат не 20 години, асфалти ни става, не знам што, тука нема само за гласање, доат соберат гласовите и бегат, ништо. Асфалтот да речеме го прават тоа 20 години го прават. Тоа е катастрофа. Камење никој нема да дојде да види дека се возат тие коли, дека това е чудо. Освен главната улица во населбата која е асфалтирана пред повеќе децении, споредните приоди кон убавите куќи се со камења и дупки. Маките што ги имаат жителите со лошите улици се подеднакво актуелни и во летниот и во зимниот период. Бидејќи немаат поддршка од локалната самоуправа, ги решаваат кој како знае и умее. Требат ти чизми зимно време до колена за да спаднеш тука до асфалт. А летно време од прашина па мораш опинци да носиш за да спаднеш до тука да си обуеш кондури за виница. Па ние правиме, тука 2 недели нон-стоп ја правиме, докаруваме песок, керемиди, ставаме по пато, иначе не може да се замине. Па вака е нон-стоп, никош не е поправен пато. Тито ако е ставал некој пат асфалт малку под тамо и толку е крај завршено е. Тоа е чудо, нема што. Сами си помагаме. Ако не ќе државата, на кој да чекаме? Во Градец се асфалтирани само неколку километри од улиците, иако е едно од поголемите населени места во општина Виница. Според официјалните податоци, тоа има над 1000 жители, а проценките се дека над 1/3 од нив живеат и работат во странство, најмногу во Италија, Словенија и Швајцарија, па изграделе современи куќи и возат скапи автомобили.